Добро вечер, драги пријатели, добро вечер на сите мои следбеници на ВМРО ДПМН. Брајка и сестри, традиционално најјакиот почеток на нашите избори, на нашата кандидатура секогаш почнувала од ова место. Јас сум дел од тимот кој ќе ве представува во парламентарниот дом во Скопје. Моето име е доктор Сашо Василевски. И ја имам таа чест да бидам меѓу тројцата успешни и почитувани ваши сограѓани. Александар Николовски, кој се наоѓа на 9-та позиција, и доктор Љубен Арнаудов, мојот колега, исто кандидат за пратеник. Почитувани, овие избори кои следат во недела и после 2 недели се од исклучително важно значење. Повеќе од победа на овие парламентарни избори. Можам слободно да кажам дека овие избори се референдум за нашата Република Македонија. Зошто? Прво, треба ова држава да биде водена од лидер домакин, како што е нашиот почитуван председател професор Ѓорѓе Иванов. Човекот кој јасно стави црвена линија за македонските национални интереси и кој кажа дека како татко на нацијата нема никогаш да дозволи да биде предмет пазарењето на нашето свето име, а тоа е Република Македонија. Од друга страна, за жал, се уште постојат луѓе кои сакаат да дојдат на власт, да ја водат оваа држава со компромиси. Луѓе кои се спремни да преговараат со нашиот јужен сосед за можна референца или промена на нашето уставно име. Не би сакал да ви кажувам што тоа значи. Тоа ќе значи едноставно распад на нашата држава, губење на нашата историја и губење на нашата иднина на нашите деца. Затоа, Ѓорѓе Иванов мора да биде и во следниот мандат председател на оваа држава. Парламентарните избори се исто од многу важно и исклучително значење. Нашиот лидер, реформаторот, човекот со кој ќе мериме новата историја на Република Македонија, нашиот председател Никола Груевски, мора да биде поддржан во неговото барање да имаме повеќе од 63 пратеници. Нашите анкети кажуваат дека ќе ги имаме. Овај дожлив ден не е несреќа, ова е берикет. Берикет дека ќе имаме повеќе од 100.000 гласачи на оваа изборна единица. Затоа што вие овде стоите на овај дожд со ведри лица. На овај дожд дека знаеме дека не води човек кој ја сака и е посветен на државата. Лично, кога бев кај него на разговор, во доцните часови на работен ден, беше со таква свежина во неговите очи, со желба да работи за ова држава. Како можете таков човек вие да одбиете? Едноставно ве мотивира, ве импресионира со неговата снага и желба дека стварно е сака ова држава. Затоа, победата на парламентарните избори значи многу за нас. Значи дека нема да бидеме оценувани од никого кој сака да ни ја растури државата. Знаете дека темните сили посакуваат да немаме председател, да не избериме председател. За жал, и некои постари домакини викаат, ние можеби нема да излеземе на гласање, да дадеме сигнал за нашето незадоволство. Кој е то незадоволство, драги сограѓани?
Имаме милион причини да бидеме меѓу себе некогаш и наљутени и некои работи да не бидат завршени. Но имаме уште 2 милиони причини да гледаме со светло сонце напред. Прв пат во историјата после неколку стотици години Република е независна држава. Со сопствен устав, со сопствени институции, макотрпно градени, но за жал во еден период на самосталност и ограбувани. Примерот за таков случај е нашата општина. Јас и моите колеги Александар Николовски и доктор Љубен Арнаудов, како следни пратеници, ќе се бориме да на Охрид му дадеме нова сила на нашиот градоначалник доктор Никола Бакрачевски, кој е мој личен пријател. Мора да му дадеме снага. Сите да застанеме за овој град. Овој град е оплячкан, уништен. Ако сега не успееме да го изградиме, да му помогнеме на овој град, верувајте, иднината за градов ја нема. Но јас сум убеден дека Охрид ќе биде набрзо едно големо градилиште, каде што ќе се отвараат многу нови индустријски капацитети, каде перспективата нашите деца ќе ја гледаат во Охрид, не во Скопје, не во странство. Јас сум семеен човек, имам 3 деца и тие 3 сакам да ми живеат во Охрид. Мојата фамилија вековно иселувана во Америка. Оделе луѓето од Зорт, мојот прадедо, моите прадедовци. Сакам и моите деца да живеат овде. Гледам светлина, гледам снага во сите вас. Не смееме да подклекниме под лупата дека ова држава нема излез. Ова држава има излез. Ова држава има излез и знам дека ќе победиме. Не на овие избори. Да се избориме Македонија да биде горда, правна и равноправна држава во сите европски институции. Затоа што кога ќе одиме надвор, дали како лекари, дали како правници, дали како гости на некои семејства или институции, сме респектирани затоа што сме умни луѓе. Градов дава овие нас тројца, дава честни пратеници. Јас, како долгогодишен лекар, сега кампања не правам. Мојата кампања е цел мој живот. Цел мој живот. Еден нека каже дали некого сум го вратил, сум го одбил, сум му побарал мито. Еден нека каже дали сум бил према него нефер. Нормално, во животот и во здравјето некогаш не сум можел да помогнам. Може би некогаш не ќе можам да помогнам ни во парламентарниот дом. Ке се ношат закони кои ќе бидат притискани од некоја друга страна. Но ве уверувам дека нема да ви го обрукаме угледот. Дека ние нема да паднеме на часот на нашата совест. Ве уверувам дека така ќе биде. Затоа силно, мотивирано, одите кај вашите роднини, одите кај вашите комши, објаснете му ја ситуацијата. Ние нема да ви ветуваме многу работи. Ќе дојдат другите луѓе овде да ви ветуваат затоа што знаат дека ќе изгубат ова политичка битка и ќе ви стават розови на очари. Ќе ви ветуваат се. Ние ќе ви ветуваме проекти кои сме ги извадиле во нашата програма и таа се вика направи разлика. Направи разлика затоа што има разлика. Од една страна имате луѓе кои дневно се посветени на ова држава. Дневно се посветени кон програмата која ја имплементираат, која е напишана. Од другата страна имаме луѓе само критичари, критизери, плукачи. Денеска еден мој голем пријател со кого сум и сограѓанин ме напиша на еден пост дека сум непознат човек и дека никој не ме познава. Срам да му е. Срам да му е затоа што со него најмало имам 100 кафи напиено во животот. Ние сме утре заедно парламентарци и заедно треба за овој град, за ова држава да допринесеме. Тоа е македонскиот синдром на самоуништување. Кој е овај? Гола вода. Кој е овај? Никој. Има бре луѓе, домакини. Има домакини. Јас верувам во ова група. Ево го, Славчо. Вие, докторке, сите моите да бидете парламентарци. Честа припадна да бидам јас ваш представник. Лично ми се јави премиерот. И чувствувам лично одговорност за таа работа. Животот ќе го давам за ова држава, за овој град, за вас. И да знаете дека ќе имате еден нов тип на политичари. И дека следниот пат
Секој месец ќе ве посетувам овдека, во урбаните, во местните заедници, заедно што да ги решаваме проблемите. Она што ќе го решиме, заедно ќе го се обидеме. Новај град му треба водство како што е Бакрачевски, посветен е на градот. Посветен е на градот затоа што дневно сум на линија со него. Но општината е оплячкана, уништена, запушена и тој не може тука коронарографија да направи. Украдено е се. Нека извинат моите пријатели од левицата, но тоа е жалосна вистина. Ги поздравувам и утре сакам на нивниот прес, на Социјалдемократскиот сојуз, да се откажат од плукање, да излезат со програма, со проекти, да ве убедат некогаш и за нив да гласате. Овој пат ќе гласате за силите кои ја водат ова држава. За нашиот премиер Никола Груевски и за нашиот председател професор доктор Георги Иванов. За уште една